да учествува на сите работни акции организирани од групата Иселеници. Тоа е Facebook група и многу работи има помогнато заедно со негови другари. Што последно направивте пред соборниот ден? Последно се организираме тука да офарбаме игралището, да повториме линиите, очистиме тръгнето реката, това очистиме се, за да изпадне нещо хубаво, колко ще можем да очистиме, па да сме живи и здрави, за до година да се организираме повече да сме. Плато предходно прочирихте? Да. Гробиштата ги уредивте со ваша механизација? Да. Цело време нешто работите. Од каде таа желба да се како млад човек овде помогне да изгледа целото како што изгледа? Живееме тука, това трябва си да се организираме, да помогнем нещо да се направи, да има нещо хубаво за това село. Да дойдат тук, да видят, да имаме картина, да се види селе, туристи дойдат, да има нещо. Не да го чува и да го канат селото, да вика за нищо не е. Нека дойдат, нека видят. Ки се организираме здраве местата заедница до година, да се организираме по-яко да сме. Да очистиме, да се среди клупи, ки се стават покрай реката, да биде се убаво. Колку години си не прашавме? Аз съм 14 години. Каде учиш? Аз учам во училището во село град. Сега си 8 оделение. значи до година. До година 9. Што ќе порачаш вака на твоите млади врсници, некој кој ви треба помош? Я им порачувам на сите млади да се организираат, да бидат заангажирани за селото или од градот да садат, да се зафанат, да се заангажира малко да се зачисти, да не фрла отпад на секаде. Има горпи, контигери да се фрла по них. Особено ако потекнува од село град, да доаѓа, така ли? Да. Тука е и Се е кажал. благодариме. Да си жив и здрав. Секогаш така да помагаш, па еве јавно да објавиме дека Ангеловски Јован е тој што најмногу како млад човек придонесува за село град со поддршка на иселениците и местната заедница. Браво. Направи Мирчи Синадинов клуб и тука да може да се седи, ке се стават до реката, у парко некој ќе се стави игралиштето, некој ќе има. Сега се ставени тука на игралиштето, да може светло да се дадат лучито, да може да се дадат пациенти, а иначе ќе се наместят и ќе се бетонираат, да не може да се вземат. Да седиме дръвца, ама бидејќи не се сите луѓе заангажирани, морахме да ги окосиме дръвцата, па наново да се засадат и да се заангажираме да пръскаме тревата, за да не изпадне патъка. И црквата ја заборавивме, таму е веќе цаком паком што велиме. Повторно трябва да се коси, бидејќи крена пак треба. Да се жив и здрав уште еднаш и уште многу луѓе да го следат твојот пример. Здрави сите да сме. Поздрав. Поздрав.